Здраво, ова е бонус издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која збери на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е изборот на топ 10 филмски остварувања за 2023 година. Оваа година имав можност да изгледам севкупно 550 филмови, од кои 221 се мелодрами, 80 документарни филмови, 32 филмски класици од минатото, а 217 се жанровски филмови, односно хорор филмови амалгамирани со трилер и научна фантастика. Ова е вкупен збир на филмови кои сум ги гледал во домашни услови, присуствувајќи на што е можно повеќе проекции на филмските фестивали и на премиери на домашните филмови и ретроспективи на филмски класици, така што оваа година имав помал број на изгледани филмови од минатата, што се должи на промоцијата на мојата нова книга Видеологија 2 и режираниот филм Слобода. Но исто така зголемен број на изгледани ТВ серии имам, кои броја 102 сезони. Иако е редуциран бројот на изгледани филмови, морам да напоменам дека постоечка е своевидна предселекција, во која морав да елиминирам голем број на блокбастери и независни филмови, кои не им беа приоритетни за гледање, потиснувајќи ги на листата на потенцијално гледливи филмови. Со тоа што оваа година се соочив со проблемот да изгледам на почетокот на годината филмови од летните фестивали, кои ќе бидат земени превед дури на оваа листа, иако премиерно биле прикажани на фестивалите пред речиси година и пол до 2 години и постепено ја губат својата актуализација и релевантност за 2023 година, но тоа е дистрибутерски проблем со оглед на тоа што јас се водам според датумот кога станале дигитално достапни овие филмови. Се трудам што е можно помалку филмови од филмските фестивали да ги рецензирам, доколку не се достапни на поширокиот аудиториум, затоа што спротивното е критичарска болест на суетата, бидејќи ефемерно е говорењето за филмови кои се недостапни, пак кажаното паѓа во вода, затоа што мене ми е од круцијално значење во споставувањето на посредството меѓу делото и гледачот, затоа што ако ја нема таа корелација, критиката ја губи својата смисла. Од тие причини не го рецензирам, например, Perfect Days од Вим Вендерс, без разлика на тоа што сум го гледал 2 пати во киносала, или пак Монстер на Корееда, кои, кога ќе бидат дистрибуирани оваа година, ќе го добијат својот осврт. Истата судбина ќе имаат филмовите како Poor Things на Lanthimos и The Zone of Interest на Glazer, кои иако имаа своја премиера на филмските фестивали во 2023 година, не беа прикажани во нашата држава и ќе добијат своја дигитална дистрибуција во 2024 година и ќе станат кандидати за топ 10 листата која ќе биде објавена дури во 2025 година, стравувајќи дека и тие ќе загубат од својата актуелност. Рангирањето, односно редоследот на филмовите, се разбира дека и овој пат подлегнува на доза на субјективност, така и треба да биде, затоа што ова е сепак моја топ листа, која треба да се разликува од останатите, но високите естетски нормативи ќе бидат задоволени со оглед на тоа што избраните 10 филмови се составен дел од 50-те, кои сум ги рецензирал во Видеологија во текот на 2023 година. Иако последната недела од годината е наменета за изложување на оваа топ листа, оваа година требаше по пети пат да се случи тој избор, меѓутоа поради фактот што максимално се исцрпив монтирајќи 10 епизоди на Видеологија во декември, што би се рекло просек добивавте по една епизода на 3 дена, а 2 работни дена се потребни за комплетирање на една, ги надминав моите способности под предизвикот да се завршат тие 50 епизоди во сезоната, па затоа првата недела од наредната година ја објавувам оваа епизода. И во оваа година имав идеја да се додржам до изборот на жанровската сегрегација, за да нема преклопување со листите кои ги правам за другите емисии, односно со листата на топ 10 хорор филмови во Дансе Макабре и топ 10 листата на ТВ серии во ТВ 103. Чисто колку да се задржи потребата од диверзитет во листите, но пресвртот се случи кога дојде време за комплетирање на листата на Дансе Макабре и еден жанровски филм кој има легитимно право да заврши на неа, но поради тоа што се појави откако беше составена листата, не можеше да се најде на неа, па ослободив место за негова Видеологија, со оглед на тоа што си доби засемна епизода во емисијата, па се надевам дека нема да ми замерите за таа моја интервенција. Не сакав да го оставам надвор од друштвото на тие кои што гледаат хорор филмови и тие кои што гледаат мелодрами. Постои можност да бидам репетитивен, но сметам дека морам да повторам дека изборот на топ 10 филмови според Видеологија се темели на филмското пространство во кое е анулиран жанровскиот снобизам и сите жанрови се добредојдени, доколку поседуваат високи естетски норми, квалитети со кои ја одбележале годината. Творби кои се иновативни и автентични, нудејќи ја уникатната можност на гледачот да дзирне во другите светови, да восприеми туѓо постоење и да стекне поразличен поглед во животот, збогатувајќи ги своите животни горизонти пред се, надградувајќи се како личност со
поголем капацитет за емпатија и почит за својата околина, работејќи на создавање на подобар свет од кој сакате да бидете дел, наместо филмот да биде сведен исклучиво на својата ескапистичка функција, на пуштање на мозокот на пасење, на двочасовна забава која инстантно ќе ја заборавите во мигот кој ќе излезете од киносалата или исклучите плеерот во вашиот дом. Затоа видеологија бара ангажиран и свесен гледач кој може да ја препознае убавината на подвижните слики кои се проектирани пред неговите очи, трагач по скриеното значење, поставувач на прашања, кој со самото тоа што милува да говори за погледнатите филмови од селекцијата, веќе ја победила апатијата и тривиализацијата на човечкото постоење со значење и вредност, која не се добива од поистоветување со својата професија и основни човечки потреби, туку славејќи ја филмската уметност како начин на живот или ако повеќе преферирате, како неизлечива болест на филмофилите. Доколку сте погледнале некои од минатогодишните избори на филмот на годината на видеологија, сте запознаени дека во изданието немам намера детално да ги рецензирам филмовите, секој од нив си има засебна епизода и редундантно е да се повторувам, меѓутоа ќе напоменам зошто токму тие филмови се издвоени од севкупниот број на изгледани филмови и зошто сметам дека секој човек треба да ги има погледнато минимум поеднаш во својот краток живот, во кој не може да се погледнат сите снимени филмови во човештвото. Посочувам уште еднаш, правилата на игра диктираат филмовите кои се селектирани да се изгледани од моја страна од 1 јануари 2023 заклучно со 31 декември 2023. Се држам до принципот да бидат опфатени филмови кои се продуцирани во изминатите 3 години, така што важно ми е 10 филмови да се достапни за секој да може да ги погледне, но нека не представува збунувачки фактор, штом ги пребарате филмовите на IMDb, може да стои некоја од изминатите години како година на прикажување на филмовите, затоа што некои играле на филмски фестивали минатата година надвор од државата, така што тие проекции се потполно ирелевантни за мене, затоа што никој не можел да присуствува да ги погледне и затоа инсистирам да се вклучени филмови кои се дигитално достапни за да знаеме за што се говори. Така што ирелевантно е првото прикажување или пак годината на IMDb кои иако не се одвестуваат со 2023, доколку филмот станал достапен во 2023, тој чинител ќе биде пресуден за да биде вклучен во изборот. А додека е селекција во прашање, потполно сте свесни дека секојаш некој ќе биде дел од листата, а друг ќе биде изоставен, што е благодетот и клетвата на професијата, меѓутоа потребно е да се издвојат екземпларите на квалитет, кон кои треба да се стремат останатите филмски работници, затоа што без елаборирањето на нивното посочување не би можеле да знаеме кои се тие квалитативи кои се вреднувани во еден филм. Така што седнете во удобност на вашите домови и опуштете се. Започнуваме. На 10-то место се наоѓа Тори и Локита во режија на браќата Дарден за младото момче и девојче кои се во екзил од Африка во Белгија, кои додека се заглавени во белгиската бирократија мора да преживеат и решаваат да се инволвираат во криминогените дејствија за да имаат доволно пари за да пратат на нивните роднини дома. Ова е филм кој на најдобар начин демонстрираше дека може да се сними ефективен филм за 90 минути, кој сега дека може да се разводени во 2,5-часовно шупливо дело, но Дарден согледале дека не мора да се труе гледачот со ноторна експозиција, безцелни неразрешени споредни дејствија и излишни визуализации и се држале суштината на делото. Двајца бегалци и заканата по нивниот живот кога се во служба на опасни ликови кои не го вреднуваат нивното постоење. Филм со фаталистички епилог кој се одвестува на влезот во тунелот во кој нема светлина на излезот со непрестојна тензија помеѓу. На 9-то место се наоѓа Годленд во режија на Hlynur Pálmason, филм за свештеникот кој во 19-тиот век патува во северните делови на Исланд за светењето на црквата, меѓутоа што подлабоко продира во неопростивата дивина, дотолку повеќе се оддалечува од неговата мисионерска цел и се нарушува неговиот морален склоп. Несомнено дека ова е еден од највпечатливите кадрирани филмови за оваа година, но не е во прашање шуплива обланда, туку суштествено дело кое детално го прикажува губењето на вредносниот компас, кога човекот нема да може да го најде своето место во светот, се идентификува како маргиналец, туѓинец, кој развива анимозитет кон ликови не му мисла зло. Поради херметичната зандана на ригорозната Херцегова природа, Годленд заслужува да се најде на листата.
На 8 место се наоѓа Close во режија на Лукас Донд, филм за пријателство помеѓу две 13-годишни деца, Лео и Реми, кое нагло е прекинато и резултира со смртта на Реми. Лео мора да се соочи со губитокот во неговиот живот, носејќи го со себе товарот на постепено оддалечување од неговиот пријател, затоа што ги задевале нивните врсници на училиште дека се во геј врска. Ова е првиот филм кој го рецензирав минатата година и 50 епизоди подоцна се уште се наоѓа на листата, што значи дека поседува вонвременски квалитети кои времето не им може ништо, затоа што стареат како добро вино. Поради својот тактилен сентимент, кој јасно го доловува Франк Ван дер Еден во кадрирањето на момците со слика наместо збор, чие заемништо доаѓа до раздор поради љубомората на околината, покажувањето со прст, издвојувањето од толпата со осуда за нивната инаквост, другост е причина зошто мора да се надминат овие детски болести пред да станат повторени на возрастните години. На 7 место се наоѓа The Holdovers во режија на Александър Пейн, филм кој е за образувањето на интимната поврзаност помеѓу професор, студент кој нема каде да оди и готвачка во училиштето за време на зимскиот распуст на кампусот во 1970 година. Еден од најхуманите божични филмови за ликови кои ги напукнуваат нивните крути челости, согледуваат дека имаат заеднички особености со кои се поистоветуваат и на тој начин образуваат нераскинливо пријателство кое ќе послужи за лечење на меѓусебните отворени рани, понекогаш со комични ситуации, понекогаш со шлаканица од суровата реалност, но секогаш со потребното разбирање за невидливиот товар кој го носат другите на својот грб, кој е причинител зошто мора да биде вклучен овој интимистички филм на листата. На 6 место се наоѓа Dream Scenario во режија на Кристофер Боргли, кој е филм за уште еден професор, меѓутоа ако Пол Джиамати го глумеше во The Holdovers, оваа професија ја предводи Николас Кейдж во абсурдниот филм на Боргли, кој еден ден осознава дека од ненадеж се појавува во сонишната на илјадници луѓе и тоа во прилично банални и невпечатливи ситуации, за по една невообичаена средба во реалноста да започне да се однесува насилно во туѓите сни и поради тоа ќе биде протеран од страна на околината. Филм за болната потреба од публицитет на еден невпечатлив лик, кој очајно сака да се ослободи од прангиите на анонимноста и таа слава ја плаќа со губитокот на семејството. Иака жанровски се води како хорор комедија и поради тоа што го гледав откако ја објавив мојата топ 10 листа на хорор филмови, правам преседан да го вклучам на оваа листа затоа што не смее да има изоставени квалитативи. Овој надреален филм кој говори за актуелни проблематики на модерното општество. Првиот и последниот рецензиран филм во видеологија се најдоа на конечната листа, што е куриозитет сам по себе. На 5-то место се наоѓа May December во режија на Тод Хейнс, кој е филм за контроверзната врска помеѓу возрастната учителка и младиот ученик, кои се брачни партнери штом се старени и во нивниот дом доаѓа актерка која треба да ја глуми сопругата во биографски филм и се обидува да добие што е можно повеќе информации за да може да го обликува ликот, но на членовите на семејството не им е многу мило да и дозволат да копа во погребаното минато. Иако на прво гледање доби помало од заслужената оценка, признавам дека уште по рецензирањето никако не можам да го извадам од глава, односно постојано размислувам за тоа колку сопругата ја кажува вистината, однесувајќи се како старлета од славните денови на Холивуд и актерка која се замислува дека е доволно добра да ги надмине сите морални и етички норми за да ги добие назнаките со кои ќе може да го преслика, односно создаде ликот. Филм предводен од волшебните изvedби на двете одлични актерки Џулијан Мур и Натали Портман, кои сведочи дека никогаш нема да може да дојдеме до нечија вистина. На 4-то место се наоѓа The Old Oak на Ken Loach, филм за истоимениот паб кој се наоѓа во шкотската местност во која се депортирани сириски бегалци без информирање на локалното население, кое раѓа револт кај нив, отпочнувајќи колизијата помеѓу различните народи и традиции. Јас кој сопственикот на пабот се обидува да го надмине, отворајќи ги вратите на својот паб за бегалците и при тоа станувајќи жариште помеѓу гневното локално население и бегалските семејства. Уште еден филм со силна хумана димензија, која слави емпатијата и разбирањето, до кое не може да дојде додека постојат саботери, кои омаловажуваат и судат на поразличните од нив, заривајќи нож во грбот на близките. Се уште не можам да поверувам дека Лоуч, наместо да ужива во пензионерските денови, снима потентен, ангажиран социјален реализам, на кој може да му подзавидат помладите негови колеги. Очигледно дека ако си ја сакаш работата, ќе може да се носиш со нејзиниот товар, ако те исполнува, како што докажува Лоуч.
На трето место се наоѓа Past Lives со Целин Сонг, филм за Нора и Хаe Сунг, пријатели од детство кои растере заедно во Кореја, но откако семејството на Нора мигрира од Кореја во Канада, таа започнува нов живот и губи контакт со Хаe Сунг и по 2 децении повторно ќе се пресретне со него во Њујорк и ќе се распламне нивното заедништво, дискутирајќи за нереализираната љубов и преодредените сродни души. Ова беше најквалитетниот љубовен филм за нереализирана љубов од 2023 година со една незаборавна нема сцена по која ќе се памти остварувањето. Може би во некој друг универзум Нора и Хаe Сунг се заедно, но во овој остануваат два брода кои се разминуваат во ноќта. Past Lives има универзалност која е разбирлива за сите меридијани, за која нема потреба од превод. Телата памтат се. На второ место се наоѓа РМН на Кристијан Мунџиу, филм за Матијас која напушта работата во Германија и се враќа во трансилваниското мултиетничко село, преземајќи семејни обврски, додека во фабриката за производство на леп се вработени 20 нови работници од Шри-Ланка, кои со самото нивно присуство во селото ги револтираат мештаните и на површина излегуваат нивните фрустрации и страв, кои ги обзема разбеснетите мештани, кои мотивирани од омраза и завист ги земаат вилите во рака и се обидуваат на примитивен начин да ги избркаат непосакуваните работници, кои пак само сакаат лебот да го извадат за себе и својата фамилија. Највисоко пласираниот филм за бегалци, кој најдобро ја прикажува ксенофобијата на модерна Европа, затоа што за да функционира замислата за мултиетничка Европа, најпрвен треба да се подигне свеста и совеста на жителот пред да одлучи да осудува. Филм со прекрасен статичен масовен кадар, како што нема во ниту еден филм на листата, и епилог кој окраси магичниот реализам како одишка на приказот на човечката фаличност на денешниот недоклакан, недообмислен човек. На почесно место се наоѓаат The Beasts, Master Gardener, Pinocchio, Grand GT, The Whale, Red Rooms, No Bears, Io Capitano, A Fire, Passages, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Fingernails, Barbie, Fair Play. На прво место се наоѓа The Eight Mountains од Феликс ван Гроенинген и Шарлот Вандермерш, филм за животната сага на двајца пријатели, Пиетро и Бруно, кои се запознаваат како мали деца додека биле на одмор. Со изминувањето на годините, Пиетро се оддалечува од неговиот татко и не сака да постане како него, а Бруно е тој кој што го зазема местото на сурогат син и по смртта на таткото се зближуваат пријателите кои носат одлука дека на живописно место каде таткото на Пиетро сакал да изгради куќа на 3000 метри надморска височина, ќе изгледат викендица во која ќе се сретнуваат барем еднаш во годината за време на летниот период. Филмска сага за подемите и падовите во животот на пријателите кои биле блиски како браќа, кои во еден дел од животот се изгубени, во друг го пронаоѓаат своето место и функција во постоењето, но никогаш во исто време. Рубен Импенс и со ригидниот аспект рейшо докажува дека може оваа интимистичка епска приказна да се кадрира во недопрените предели на човекот. Неизмерно сум пресреќен што имав можност да го погледнам филмот на големо платно, и тоа 2 пати, на различни фестивали, и секое гледање ме плени од првата до разорната последна минута, и иако го гледав во 2022 година, го рецензирав една година подоцна, но квалитетот кој го поседува нема сила на светот што може да го порекне. Ова беше бонус изданието на дигиталната архива Видеологија, посветена на топ 10 филмови за 2023 година. Доколку ви се допадна, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот, последните и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Среќни празници и нека 2024 година ви биде исполнета со филмски изданија кои ќе ви го променат животот. Поздрав!